Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу петочно предизборно издание. Во воведниот уреднички коментар, или што би си рекле ние стендап, ќе анализирам неколку чудни, непотребни и некогаш помалку и загрижувачки појави во предизборната реторика. Тргнуваме од кај заборавениот старас Димче од Девица, кој ја започна кампањата со ова. Димитар Апасиев на Фејсбук го објави слоганот "Посери се на мицковизмот, гласај за левица". Не е фотомонтажа, луѓе, не е AI, односно вештачка интелигенција, туку природна неинтелигенција. Мене ми е жал што законите се такви какви што се и што собранието во кое тој партиципира со 6 пратеници не нашло за сходно да ги промени оние законски одредби поради кои тој остана без финансирање на изборната кампања. Како и знам што остана, па сега добиваат позајмица, односно подарок од коалиционите партнери. Веројатно имало време се да се изглади, но не се изгладило. И не е тоа добро. Ама да излезеш со слоган во кој го повикуваш твојот поддржувач да се посере е надвор од умот. Не е добро, не е наарно. Така, твоите фанови ги претвораш во серковци. Се извинувам на реториката, меѓутоа тоа го пишува Димче од Прцорек. А тебе пак, гаѓањето со феце здрак Димче ти станува некое одбележје и предпоставувам си сакал да си скандалозен за да има зуење на социјалните мрежи, бидејќи тоа им е начин на делување цело време на овие луѓе. Како и оние пораки, ке ве бесиме, ке ве ова, ке ве она, ама да ја охрабруваш твојата гласачка база да се посере е надвор од умот. Не е добро. А и ова не е замашала. Денес сме во мојот роден град Титов Велес. Од тука традиционално ја почнуваме кампањата. Овие избори кампања нема да имаме класична, затоа што сме цензурирани. Денес сме во мојот роден град Титов Велес. Вау, како фраерлук, рече Титов Велес. Леле каква финта. Останува уште да се надоврзат комшииве од исток на ова и да кажат дека Тито ги создаде и Велешани преку ноќ во 45-та година, па затоа и ден денес го величаат некои нереализирани ВМРО-вци. Титов Велес, рече Патем, дечкото во неговиот роден град нема кандидирано кандидат за градоначалник. Нема ни во Штип од каде му е побратимот Крмов, ама затоа пак има во неколку општини во Западна Македонија. Може би за да влече македонски гласови и да не одат за коалиционите кандидати на ВМРО Знам и Влен, односно мислејки дека ќе биде корисен за себе, демек да ја удри власта по секоја цена, на крај да биде корисен идиот за Али Ахмети. Човекот кој пак е следен на ред за анализа во ова предизборно издание, кај што анализираме чудни говори и ситуации. Лидерот на ДУИ Али Ахмети на синокешниот партиски собир во Скопје, користејќи метафори во својот говор, му се обрати на премиерот Мицкоски со порака дека со загари не се ловат орли и упати критики до власта дека ги поценува правата на албанците и создава опасни тензии. Орлите воскресна, референдумот започна, гласаше пораката на Ахмети, додека присутните на собирот извикуваа УЧК, а на видео бимот се прикажуваа инсерти од војната во 2001. Христијане, младци, размисли добро. Не се соочуваш со скапоцени камења или краставици. Чек. Ај орлите воскресна, загари, магари, ама што е брова? Не се соочуваш со скапоцени камења или краставици? Што по ѓаволите зборува човекот? И пак ли со тоа младци? Така му викаш и на изборите лани, дека млад бил, млеко, бисквити, гураби и јадел, па на крај младиот го патосираше во опозиција. И пак младци. А тој демек искусниот пацифист и екологист кој е против меѓуетнички тензии и се рекламира со видео од пред 24-5 години кога Западот му ја трасираше војната против државата, па сега упорно сака да живее на таа стара слава, подпалувајќи тензии со говорите за некаква дискриминација на албанците во Македонија. Дуи во опозиција не е дискриминација, туку демократски епилог на изборите, бидејќи во оваа земја живеат и македонци и албанци кои не се за Дуи, и турци, срби, роми, власи, бошњаци и сите останати. Не живееме ние за Дуи да е најсреќен, туку народот да си избере власт. Тоа е демократија и власт се бира со 61 пратеник, како вие во 2017-та, која коалициравте со Заев, иако беше голем губитник кај македонците, кој пак се народот поради кој пред се и над се постои оваа држава Македонија. Скапоцени камења, краставици. Добро, што е следно? Мицкоски со загари оди на лов на зајаци, но не и на орли. Орелот не се бори со загари и слуги кои ги дресирате за да не оцрните. Орли, летајте високо во синилото. Кучиња, чувајте се од зајаци. Еден господ знае што сакаше поетот да каже, а е поетичен, нема што. Летајте високо орли, кучиња, чувајте се од загари. На кои слуги им биле вленовци, кои пак ова не го прифатија најсладкоречиво.
Пораките на Али Ахмети до власта дека со Загари не се ловат орли, не само што се навредливи за албанските граѓани кои што не ја поддржуваат Дуи, туку ги одразуваат стравот и нервозата во мала речица од изборен пораз, кажа денеска првиот вице-премиер и кандидат за градоначалник на Чаир, Изет Меджити. Според него не е прв пат Ахмети да употребува погрдни зборови за албанците, соочен со одговорот од граѓаните. Во моментот кога си ги нарекол Загари сите албанци кои не мислат како тебе, си ја завршил политичката кариера, напиша претходно Меджити на социјалните мрежи. Нели? Малку чурук позиција за екопоетот од Зајас. Па мораше Арбер Адеми да го дообјаснува како божем да е Иво Андрич, а не Али Ахмети. По ваквата изјава на Ахмети, која предизвика многу реакции, реагираше подпредседателот на Дуи Адеми, која дообјаснуваше изјавата на својот лидер, дека не била насочена кон албанските граѓани, туку кон лидерите на вреди, кои го изгубиле политичкиот легитимитет и како што напиша, седеле пред нозете на Мицкоски. Прво, после секоја изјава на Али Запали, кој ќе фрли два-три збора за да се жари рајата, излегува некој да го дообјаснува и да ја смири ситуацијата, демек. Така беше и минатата недела кога Македонија пак беше делена меѓу Албанија и Бугарија, па после се објаснува од Дуи дека Ахмети бил несватен и изгубен во преводот. Веќе видено и досадно. Второ, не седи никој пред нозете на Мицкоски, туку сите седат пред нозете на народот, кој е оној кој дава и зема власт. Но бидејќи не сме федерација, туку унитарна држава, не поделена меѓу Албанија и Бугарија, нели? Одлуките на избори ги носат сите граѓани заедно. Не албанците за себе, македонците за себе. И бидејќи е таква работата, поумно би било да направите реформирање и да почнете да терате политика, а не да терате реторика на поделби и анимозитет, мислејќи дека така ќе стекнете доволен број на гласови кои ќе ве вратат во фотели и ќе ве спасат од одговорност. Или што би рекол Димчо од Прцорек, кампањата "Посери се на соживотот, гласај за Дуи", не е државничка, не е проевропска и не е домакинска. Ама Чаир е една од арените каде ќе има навистина голема борба на овие избори и ќе има еден голем губитник. Или ќе е тоа Бујар Османи, или ќе е тоа Изет Меджити. И ќе биде интересно да се следи. Иако е тажно што повеќе се зборува за Загари и Орли, наместо за конкретни проекти кои ги интересираат граѓаните. Чаирчани не ги интересира високата политика, националистичките и воинствени пораки. Не ги интересира она што го добиваат во предизборието пред се од страна на Дуи и партискиот лидер Али Ахмети. Она што го очекуваат е решавање на секојдневните проблеми, почиста општина, да ги снемат и во градбите, асфалтирани улици, пешачки премини со цел поголема безбедност, пред се за најмладите. Пред камерата на Алфа Чирчани бараат тоа да бидат темите со кои аспирантите за градоначалничкото место ќе ја бараат нивната поддршка. Па главни проблем корупција, мито, дивоградби, нечистотија. Или нема овие, не можеш да поминеш напреми, нема ни линии, ни ништо, ни боја не стали, ни ништо. Тоа треба да се прави, биди, не можеш да поминеш на тоа. Све. Инфраструктура, сите, еве, пешачки има ли некаде, види пешачки превин, дали има веледини. Тоа ти докажува. Тоа ништо нема. Баш ништо нема. Ете, Чаир е често досадно место, но штом дојдат локални избори. И уште една општина во Скопскиот реон ќе биде интересна за следење. Од Чаир одиме во Карпош, така е. Денови ве следев неколку чудни движења таму. После подолго тактизирање, градоначалникот Јакимовски официјално влезе во битката за нов 100-ти мандат и во нејзините рамки започна со директно обраќање кон против кандидатот на ВМРО ДПМН Сотир Лукровски. Океј, обраќање е еуфемизам за ова што ќе го видите. Повод? Дебата на кандидатите за Карпош на ТВ24, на која Лукровски не се појавил поради обврски во кампањата. И се случи ова. Абе ти знаеш кога другарите надвор играа фудбал и ти сакаш да искочиш да играш фудбал, мајка ти кој ти рече каде бе ти? И па фудбал е со другари да играм. Научили све? Па уште малку имам. Кој ќе научиш, после идеш да играш фудбал. Не знам, некога изгледав мајка ми ме покаже со тоа. Не научило и не го пуштиле да иде на да игра. Па се тоа. Сега да кажеш Мице него другарот Мице него пуштил другарот Соте да иде да дебатира со другарот Стив. Детето не бидејќи партијата му пишувало тоа што му пишувало и му вика научи не, ај седи сега. Во принцип, ако некој не оди на дебата, може да загуби само тој што не оди на дебата, бидејќи не искористил една прилика да се представи пред гласачите на телевизија, односно да се виличари со против кандидатите, зависно од природата на дебатата.
Дали ќе зборуваат за проекти и визии или како во чаир за загари, краставици и бисери и што ти ја знам што. Ама не ја разбирам навистина потребата да се омаловажува против кандидатот со терминологија како мало дете кое не знаело, не научило, од дома не го пуштиле да игра фудбал со другарите. И како човек, за себе зборам, со 20 години живење и присуство во Карпош, мислам дека ова не е стандард на полемика кој треба да ги задоволи граѓаните со нивните проблеми. Јас знам дека Јакимовски, откако ја напушти коалицијата со ВМРО пред 3 години, сериозно го заостри говорот кон Мицкоски, на што премиерот не остана должен, ама тоа е меѓу нив двајца. Зошто кон против кандидатот Лукровски има таков однос, навистина не ми е јасно. Мене ми изгледа граначалник Што ќе кажеш? Љубов, со љубов за Карпош. Со бакнежи за Карпош. И слоганот на Лукровски со љубов за Карпош не чинал. Веројатно повторно треба да биде Лукровски нацртан тука како некој кој не знае, нема поима од политика, која нели не се води со љубов и бакнежи. Од друга страна, слоганот на Стефчо Јакимовски е да го одбраниме Карпош. Да го одбраниме, ама кој го нападнал? Па нели е против кандидатов? НЕУК зборува за љубов, бакнежи, не го пуштаат од дома да игра фудбал со другарите. Ама не полемизира Јакимовски со Сотир Лукровски, туку одбрал да полемизира со премиерот Мицкоски. Што да повторам, не ми личи на соодветна предизборна реторика. И искусен политичар како Јакимовски тоа би требало добро да го знае. Што прави Мицковски? Што прави лидерот на ВМРО ДПМН од партија која што е државотворна? Предлага кандидат кој Само ме молам, немој да се карате, затоа што ќе ве збори по митинзи после дека Ма цело време го збори, ја ги имам спремно видеото да му одговори. Па јас имам кандидирано за се нервирало, не да завиде среќен. Па јас имам кандидирано за се нервирало, не да завиде среќен. Јас имам кандидирано, вели, за да се нервира Мицкоски, не да биде среќен. Ме подсети на изјавата на Бујар Османи од пред некој ден во која вели: не влего во оваа изборна трка за да ја водам општината, туку да ја канализирам оваа енергија на гнев, на револт. Зошто се ова повеќе од локални избори за Дуи знаеме, ама зошто се ова повеќе од локални избори за Јакимовски, јас не знам, може да нагаѓаме, но ако е само гнев и одмазда, тоа не е добро, најмалку за карпошани. И работите отида уште подалеку, односно доаѓаме до делчето кое го слушна во емисијата пред некој ден и кое ми беше и повод да ја простудирам оваа тема. Прво, предлага кандидат кој лани дипломирал. На 40 кусур години. Курсаџи. Значи, уште нема приправнички стаж. Приправнички испит нема положен. Тоа е првото подценување на карпошани. Градоначалникот Јакимовски го обвини кандидатот Сотир Лукровски дека лани дипломирал, уште немал приправнички стаж. Зошто таков напад? Кој да знае, бидејќи реториката на Лукровски е доста поразлична. Еве го неговиот одговор од денес. Јакимовски го оспорува дури вашето образование. Што имате завршено, каде, кога? Завчера, кога беше вика лани дипломирал, частел, скоро 2 децении од како дипломирав. Инаку Сотир, покрај тоа што води само позитивна кампања, во својата биографија има раководна позиција во Алкалоид, компанија која знаеме колку е голема и како функционира. И од чудни за мене необјасниви причини, предизборието во Карпош стана и арена за вакви коментари. Ќе ми кажува реален сектор. Кој е реален сектор? Па научили еден израз, он доаѓа од реалниот сектор. Од кој реален сектор? Од фирмата на Мукаетов, кај што си ги ставил сите другари негови, им дава по 2-3 евра плата, цел ден се по кафани и да не кажам пошто. Фирмата која што зима тендери од јавно здравство 40 милиона евра. Кардио минатата година 40 милиона евра. Ова веќе имаат земено 34 милиона евра и така па врие цел Алколит. Па луѓе од Алколит ми се јавуваат, ми кажуваат, ми зборат. Ништо не работи, цел ден по кафани. Па тие ми кажуваат дека лани славил дипломска. Кај да знам јас тоа? Не знам што да кажам. Сега и Алкалоид испаѓа дека случајно е голема компанија во која работат Мукаетов и другарите и цел ден биле по кафани, а се богати зашто државата им давала пари. Ваква симплификација за фармацевски гигант не сум чул досега и ќе повторам, не ми е јасна причината за ваквиот фронтален напад кон против кандидатот. Наместо да се говори на пример на локални избори за локални политики, идеи и проекти. Особено делот цел ден се по кафани. Веројатно ако се цел ден по кафани, Алкалоид ќе пропадне, нели? Еве што на нападите кон него пак вели Сотир Лукровски. Значи, пробувам да допринесам да дадам една нова енергија, еден нов концепт на идеи, концепт на решенија, концепт на согледувања. Има напади, има лични дискредитирања, што ми е малку чудно,
како што рековте, јас сум нов, не сум навикнат да некој излезе и не знам да ме ословува со име како што ме викаат дома имите најблиски. Јас сакам да задржам едно ниво, ние сме академски граѓани, сме решиле да се занимаваме со политика, мада на едно локално ниво, не е некоја висока политика, тоа јас би рекол дека повеќе сакам да се занимавам со решавањето на проблемите на граѓаните, да бидам првиот административец, имам менаџерски способности, имам комуникацијски вештини, имам 33 години стаж, работам со луѓе, со групи на луѓе, генерално од здравствениот сектор и не ја сваќам потребата да некого лично навредувам, а особено тоа што го гледам деновиве врз мене со лаги. Искрено ни јас, особено не во еден Карпош, особено не некој кој не те прозива и не те навредува. Штета е, граѓаните ќе треба да бираат меѓу приказни, кој што за кого рекол, па дипломирал лани, не дипломирал лани, па шеги ќе си правиме и ќе одбереме уште еден политички противник. Кој? Фирмата во која работи против кандидатот. Неверојатно. Другарчињата си ги ставил А по кај ставил 2-3 евра. дипломска? Сега него на работа частел славел дипломирал човек. Крем банани однов. И соксиња бива со цевка. Пази, успесен менаџер у фирмата која што зима 40 милиона евра тендери од јавното здравство. Така јас. Ќе извадиме уште работи за таа фирма. Нема да биде овак. Сега и Алкалоид стана против кандидат на Јакимовски. Да го одбраниме Карпош од Алкалоид. Штета, наместо надпревар во идеи, имаме надпревар во раскажување на приказни за кафански навики. Со картичката цел ден. Намерно го пуштив 2 месеца да оди да прави кампања. 2 месеца со картичката по кафане, од кафане до кафане. Сега само се лижно е само. Да, само се лизнува картичката, од кафане до кафане. Пораки све од кафана. Да, сите не. Ја сакам кафана, ама ја не седам по кафани. Ја ни одмор не користам кој. За мене не викаат Стевче е по кафаните. За мене викаат Стевче у 4 саат става или станува и иде по улиците. Не треба да викаат, ме гледаат. Ама добро, сум станал рано и сум броел колку згради, сум станал у 5 саат, колку згради на влезовите имаат светло ставено. Она континуирано светло. Некој ќе влезеш да се запали светло, континуирано. Сум ги броел и точно знам на Илинденска колку има, на Партизанска колку има сите. Градоначалник, жал ми е што дебатата е претворена во ова и што во 4 сабајле се бројат сијалици, што може да се направи во 9 навечер, кога исто така е темно. Но вака не се прави контраст и компарација меѓу двајца кандидати. Едниот демек бил кафанџија од богата фирма која земала од државата, а вториот сонот го жртвувал за доброто и светлината на граѓаните. Но покрај работењето во успешна компанија и кафанските муабити за тоа кој кога дипломирал, се чини дека сепак клучниот греф на Сотир Лукровски е што бил 30 и кусур години пријател со премиерот Мицкоски. Очигледно политичкиот непријател број 1 на Стефчо Јакимовски. Велат дека сте другар на премиерот Христијан Мицкоски од детството и токму ради тоа ве промовира. И Вели Јакимовски некако го злоупотребува другарот, другарчето, точно е, ние сме другари, негде од 94-та, 5-та, мајде сега да не претерам, 6-та можеби тука негде. Се запознавме, значи 30 цели години како и да е сме другари. Јас сум 3, јас во Карпош 4, од истите мала сме излегували. Што треба се извините сега затоа што го знаете премиерот. Исти, тоа е. Извинете што дожив со премиерот по 30 години кога тој не бил премиер, бил во средно. Јас сум горти на другарството и горд сум на човекот кој веќе година и пол покажува дека и во оваа држава некој може да се залага со прави вредности, да нешто. И на крајот од денот важно е да сте транспарентен. Сакам да истакнам, ние доаѓаме и тој и јас и целата наша екипа доаѓаме како изградени личности, значи од без разлика кој сектор, материјално, кариерно, семејно изградени, така да еве јас во едно, ајде да кажам, веќе на 10 години пред крај на мојот работен стаж сум решил да направам нешто добро за општествено, за општеството. Јас сум од оние што не чекаат, нели ние сите меѓу нас, овој не го бива, вака не може, треба нешто да правиме, ама ретко кој рипнуваме да си го нарушиме
комодитетот, особено од позицијата која јас доаѓам. Така да, особено ми е драго што влегуваме чисти и изградени во целата приказна. А како ќе биде понатаму, тоа е веќе низ години во политиката, како ќе биде со мене од изборите натаму, ќе остане да се уверат граѓаните. Не да нема лошо, туку има многу зафалење кога со некој одржуваш пријателство повеќе од 30 години, кое пак не е базирано на интерес. Не издржува пријателство базирано на интерес 30 кусур години, туку сигурно на вредности и искреност. И особено, не би го проблематизирал познанството со премиерот, бидејќи не сме од вчера, добро? Добро вечер, Влаешани, добро вечер, Карпошани. Господине председателе, ви благодарам на убавите зборови и после она што вие го кажавте, може би јас треба само да ја приложам дискусијата и да не зборувам, затоа што се беше кажано со убави и одбрани зборови. Кога го поканив господинот председател, ми рече и го замолив да се обрати, рече дали мислиш дека треба да зборувам, како не, јас мислам дека задолжително треба да ни се обрати идниот председател на владата на Република Македонија. Нели? Не знам зошто треба да се палат мостовите зад себе и не може некоја приказна да заврши со подавање на рака или без подавање на рака, ама барем без да има жестока реторика со бројни навреди. Која денес се пренесува на ни крив ни должен Сотир Лукровски само затоа што 3 децении бил она што Јакимовски бил 4-5 години, пријател и соработник со премиерот. Па денес, наместо смирена реторика и надпревар со политичкиот противник со идеи, имаме навреди, кафански муабети, трачеви и отварање фронтови кои не се предмет на интерес на граѓаните кога гласаат на локални избори. Уште малку враќање од пред 4 години. Кажам, дека и во 2017 може би е добро што не ми ја дадоа поддршката и мислам дека е добро да и јас се коригирам во некое своје однесување и граѓаните да направат разлика додека сум бил градоначелник, пред мене и по мене како е после тоа. И некои ми велат, Стефче, во оваа кампања многу си променет. Многу си смирен, многу си пацифистички настроен, а како не би бил смирен и како не би бил пацифистички настроен ако гледам дека граѓаните го промениле мислењето за мене, ако гледам дека ми даваат поддршка. Па има ли логика и јас да не се променам? Што вели Шешелј, само магарци се не менјају. Нели? И зошто денес наместо пацифизам имаме ваква вербална војна? Не би знаел да одговорам. Мислам дека секој може да си одговори сам за себе. Најмногу карпошани кои наместо идеи и проекти денови ве слушаат вакви работи. Покри се, твојата партија е таа што има најмногу луѓе националиста. Второ, уќуматот, белата палата кај што седиш, ти е направена со арам пари. Со арам пари предметот во, како се вика, во судот уште не ви е завршен. Белата палата била со арам пари, ама на тоа се сеќаваме кога за последен пат ќе излеземе од неа. Додека биле внатре, некои луѓе нив им била пријатна и нападите кон неа тогаш од СЈ и власта биле политички прогон, ама кога ќе излезеш од неа, со арам пари била правена. Па и во 2021-та, кога се направени овие видеа, што ги видовте пред малку, веројатно и тогаш била со арам пари направена. И случајот подсетува дека не бил завршен Јакимовски. И сега што? Лукровски треба да врати дека има и еден друг случај кој деновиве не е завршен на апелација и дека ако има епилог не посакуван од градоначалникот, може за жал секој глас даден за него да е фрлен во ветер.
Јас се надевам дека Сотир Лукровски тоа нема да го стори и дека и Јакимовски ќе донесе одлука на Карпошани да им се понуди она што го заслужуваат. Надпревар во идеи, а не во безпредметни препукувања. Истото важи и за Чаир, кој го анализиравме претходно. Па и за прцоречкиот Сенека Димче, кој своите гласачи проба да ги изедначи со серковци. Дајте да не бидеме најлошата верзија од себе, туку најдобрата, бидејќи народот за тоа ги плаќа политичарите. И за крај еден апел за помош. И ве замолувам, кој колку може, да подаде по една рака. Студентот по медицина Спасение Анчески од Скопје се соочува со сериозна здравствена состојба акутна миелоидна леукемија, АМЛ. Првата хемотерапија што ја прими во Македонија, за жал, не даде посакувани резултати. Затоа неговото лекување мора да продолжи во Загреб, каде што постојат поголеми шанси за успешно закрепнување, велат од неговото семејство кое го упатува апелот. Во овој момент на Спасение му е неопходна финансиска поддршка и секој придонес без разлика на износот представува огромна помош за него и неговото семејство во овие тешки моменти. Да останеме обединети, вели во апелот, и да помогнеме таму каде што е најпотребно. Се согласувам и се приклучувам. Заедно можеме да му овозможиме на Спасение да ја продолжи својата младост и да стане лекар кој ќе спасува други животи. Броеви за донации: Телеком 143 191 А1 143 502. Деталите за банкарските сметки ги имате на сликата и кај мене на профил може да се донира и на iCrowd, а ако некому не му е јасно како, нека ми пише, ќе ви објаснам лично што треба да направите. Спасение, посакувам Господ здравие да даде и да оздравиш, да бидеш жив и здрав. Одиме на разговорот во студио со професорот Даме Димитровски, носител на советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за град Скопје, стручњакот посебен калибар. Ќе ви биде интересно, ви гарантирам. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание, второ за оваа недела, продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, вечерва ќе имам еден гостин кој што по втор пат е во ова студио, но по прв пат во капацитет на предводник на советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за град Скопје, мојот драг пријател професорот Даме Димитровски. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Богдан. Благодарам што ме повикавте уште еднаш и првиот пат беше одлично шоу кога зборувавме за техника. Чести задоволство, бидејќи секогаш се радувам кога млади, нели се доживаш како млад, така млади, успешни, реализирани луѓе ќе одлучат да одвојат сериозен дел од своето време кое што може да користат на се нешто, да се вложат малце во онаа борба за подобар живот за сите нас. Минатиот пат разговаравме тука заедно со дел од твоите студенти со кои што учествуваа на, како се викаше точно, формула студент над преварот. Односно, јас бев фасциниран кога разбрав дека кај нас на Машински факултет студенти под твое менторство прават болид за Формула 1, кој што може да се вози, нели? И разговаравме стрикно за нивната работа, за работата, нели, со младите, за нивната кариера која што започнува тука и може да продолжат да ја граат во Македонија, односно како Машинскиот факултет како еден хаб кој што да, има одлив на мозоци од секаде, нели, добрите луѓе се препознати и од врвните светски компании, но дека создаваме кадри кои што и тука дома може да бидат исклучително продуктивни и да придонесуваат во голема мера. Но на почетокот сакам да те замолам сам да се представиш пред публиката која што не те знае се уште. Кој е Даме Димитровски? Ќе кажам, за овој претходниот проект за кој што зборевме, дури бевме препознаени и добивме некоја награда поврзана со менторство на млади, и тоа е еден од најубавите делови на работата на универзитет е што работиме со млади умни луѓе, можеме да ги препознаеме, да им дадеме ветер во грб и тие да создаваат. Јас 20 на години се бавам со наука и со техника. Генералното поле на истражување на Машинскиот факултет и кога пишувам наука по европски списанија ми е намалување на емисии, намалување на загадување на воздухот, управување со отпад, теми поврзани со системи за грејење и емисии од нив, обновливи извори на енергија и емисии од нив, така што генерално се бавам со полето на како да интегрираме нови извори на енергија, а при тоа да намалиме емисијата или да го намалиме загадувањето во Скопје. Една добра монографија
монографија во 2006 дури пред некој ден ја пролистав, се викаше намалување на загадувањето на воздухот во Скопје со примена на алтернативни горива, за кои што сме заборувале пред 19 години. И од тогаш уште многу серија на други активности кои што го поврзуваат ова наше работење со градот Скопје, средината во која што живееме. Така што генерално се бавам со тоа. Објавувам доста поврзано со управувањето со отпад, со новите методи за управување со отпад, со како тие влијаат врз амбиенталниот воздух и тоа. Генерално, но нели тоа се трудови кои што се објавуваат во и дома и надвор во меѓународни изданија, сега имаш прилика да ги имплементираш, односно да се бориш да ги имаме како реалност во Македонија, во Скопје, односно, нели па и во Македонија, што да не, Македонија има многу невралгични точки на разни места, како што има и градот Скопје. 19 години поминали од тој труд и во овие 19 години, не знам дали почнавме повеќе да го мериме загадувањето или тоа се зголемило или можда и двете работи одеднаш, ама сериозен предизвик и добро е што првиот човек на листата е експерт за намалување на загадувањето на воздухот. Но мора да те прашам едно омилено моje прашање, добро зошто? Односно, кој е мотивот да ти знам дека не може да се откажеш од науката или да ја ставиш во втор план, но да измислиш екстра часови во денот кои што ќе ги посветиш на новата функција која што ќе ја имаш. Така, во некој период пред 6-7 години целата светска наука примети дека слабо комуницира со јавноста, дека беше потребно да го смени јазикот со кој што зборуваме со јавноста за да почнеме да се разбираме. Тоа што науката сака да го каже не смее да го представи само преку формули, графикони и модели, да го ограничи во мал круг на луѓе кои што Тоа е добро за науката. Таму луѓето, техниката се разбираат, знаат кои се очекуваните резултати, знаат кои се мерните единици, но мора да се каже и на јазик на кој што на јавноста ќе биде јасно што се случува, кои се следните постапки, кои се препорачени чекори, кои се методи кои што на друго место успеале, сега треба да се пресликаат тука или да се локализираат во условите во кои што се случуваат проблемите. Јас сум покрај тоа што сум инженер, научник, сум пред се татко, сопруг, жител на Скопје, скопјанец и се грижам за овој град во кој што живеам. Голем предизвик за мене представуваше тоа што треба да влезам во практично решавање на проблемите, но сепак ако сакам да обезбедам добра иднина за моите деца, треба да обезбедам таа иднина за сите деца во градот за да можат да живеат во овој простор заеднички, да чувствуваат бенефити на почист воздух, на помалку отпад, на побезбеден град. Така што мислам дека овој предизвик логично доаѓа кога човек е добар во науката, во техниката, кога се грижи за местото кај што живее, некогаш треба да прелипа некоја бариера, да скокне од комоцијата која што има и да влезе во еден систем кој што 40 години меле и да го даде својот придонес во градот. Сепак во 40 на години самостојност во овој систем кај нас се појавија доста во оваа бара, тука се појавија доста крокодили кои што не дозволуваат честните луѓе лесно да влезат во политиката, да дадат знаење, потоа да се вратат на основната дејност, туку од разни места пробуваат да ги повлечат доле да има битка во калта. Ние сакаме да му понудиме на градот вистински инженерски решенија со кои што ќе може да придонесеме инженерски да се намалат проблемите што ги има градот или да поставиме добри темели за некои постапки кои што ќе го движат градот во следните 50-100 години на добар пат. Генерално, често сум зборувал за тоа дека според мене, навистина сметам дека секој интелектуалец има одредена обврска да биде гласен и да ја комуницира широката јавност со своите ставови, нели? Тоа не се случува пречесто, не може да се лутиме сега онака сериозно да им се налутиме на луѓето кои што не го прават тоа, но може сериозно да ги поздравиме луѓето кои што решаваат да го прават тоа, бидејќи колку повеќе вакви примери има, толку повеќе се зголемуваат шансите, нели, екшуали да нешто направиме добро сите заедно, нели, секој со своето учество, граѓаните делегирајќи го мандатот, нели, пренесувајќи го своето право како суверен врз оние кои што после треба да ги поместуваат коцките за да заличиме на една подобра средина од ова во која што живееме денес. Сум слушнал дека овие избори се квалификуваат и како референдумски, не само како обични локални. Зошто така, професор?
Во суштина ние ќе се бавиме со прашања поврзани со локалната средина, со основните проблеми на граѓаните, со тоа што ни го кажале кога одиме во анкети, со тоа што го зборуваат како дневна политика. Но референдумски стануваат изборите кога треба да избереме кој е патот по кој што сакаме да се движиме. Ќе се појават тимови кои што ќе зборат дека имаме добар систем поставен, дека треба само да го нашминкаме за да станеме град на 21. век. Кои што мислат дека системот сега функционира, но ако смениме две тркалца на контейнерот, утре ќе влеземе во некоја подобра приказна. Ние сметаме дека начинот на кој што работи градот, системот кој што е поставен во градот, не им помага на жителите. Треба од темел да поставиме нови, добри системи, кои што ќе одговорат на потребите на луѓето. Градот порасна, се шири во различни населби, се создадоа услови за примена на дигитализација во сите области, почнувајќи од јавниот превоз, управувањето со отпад, квалитетот на воздухот, а ние се уште мислиме дека некаков си поставен систем функционира во овој град. Во моментов вистински систем не постои, тоа све се држи на грбот на посветени поединци во претпријатијата кои што се вложуваат со надчовечки граници за тој систем некако да се поврзе или да се случат некакви акции. Треба да поставиме вистински систем базиран на стандарди, на регулативи, на европски норми и да им обезбедиме на луѓето да живеат во европско Скопје во 21. век. Кога зборуваме за дигитализација и не знам сега во ера на AI, пример дигитализација при управување со отпад, а нашата реалност во моментов е преполни континери и илјадници мини депонии низ градот Скопје. Ова звучи како сериозен предизвик. Меѓутоа, кога универзитетски професор и инженер верува дека е можно да се промени нештото, тогаш јас имам причина да верувам дека тоа ќе е така. Нема да биде некоја прелесна работа според мене, ама ајде ќе зборуваме подоцна и за тоа, особено имајќи ги предвид досегашните искуства. Ние после, бидејќи како што те разбирам, викаш ова е точка на момент каде што може да се направи пресврт, така. Ние десетина години наназад, ако земеме да анализираме разни големи настани, некои со трагични последици, разни природни катастрофи или па нешто преизвикано од човечки фактор, ветуваме како студент, кој што не знам, кога ќе падне на испит кај тебе и вика, добро сега паднав, ама ќе седнам, ќе учам наредниот пат, ќе добијам 10, ќе доаѓа и наредниот пат и не добива 10, може би повторно ќе падне и така натака и така натака. Што дали ние учиме во суштина, што во последниве десетина години сме научиле од такви некои критични моменти во однос на тоа што треба да направиме сите заедно, и граѓаните со подигнување на самосвеста и системот кој што, нели, ја постои, ја не постои, Шродингер систем. Значи ќе кажеме дека овој сега така наречен систем што сега се случува во градот е систем на кој што сме го оставили системот сам да функционира се додека нешто не пукне, додека нешто не се случи, додека нешто не се запали или некој го запали, додека некоја поголема цевка не пукне само од себе, нема превентивно одржување во системот или предиктивно во кој што ќе кажеме дека ова се заменува на толку часи за да не се случи некоја несреќа. Генерално се базираме на случка по која што интервенираме. И мора на граѓаните да на овој систем да им се извини, да им каже дека 10-20 години живеат во систем кој што не се одржувал. Бил поставен во 80-тите години, но системот полека се распаѓал. Зборувавме дека кај што се саделе цвеќенца, веќе не се садат. Кај што се переле улици, веќе не се перат. Кај што пишувало точно време кога ќе стигне автобусот, веќе не стигнува. Кај што пишувало на контейнерот во колку сат треба да се фрли ѓубре, веќе не пишува во колку сат, пошто и не знаеме кога ќе се собере. И целиот систем од мали вакви работи до големи почнал да се распаѓа, да дерогира. Како би го подобриле? Дали е, не знам, контролата клучен предуслов, например, од Два елементи се. Најважниот елемент е дека во системот се уште постојат луѓе кои што се вложуваат во тој систем. Значи тие се разни пожарникари кои што на секоја несреќа доаѓаат, подметнуваат грб.
полицијата кој што на секој повик се појавува, работи, се труди во рамките на своите овластувања да постапува. Медицинските, здравствените тимови кои што во секоја случка која се случиле биле први на теренот, помагале. Волонтери и невладини организации кои што се појавуваат да помогнат, да донираат, да алармираат што се случува, да држат темата и за загадувањето и за случките во градот секогаш активна, за да можат одговорни политичари да постапат. Сепак на нас ни е многу важно темите поврзани со животна средина, со загаден воздух, да не згаснат на 1 март, кога ќе престане грејната сезона. Туку да се држат 24 часа, 365 дена во годината активни, за да може да се вложиме во политиките, затоа што и во тие политики ќе треба да се вложат средства. Јас мислам дека на овие избори граѓаните доволно се свесни дека има проблеми со сите елементи, дека системот не функционира и ќе изберат во која насока сакаат да одат. Тој што ќе победи на овие избори ќе добие мандат да ги реши овие проблеми, независно дали има некакви мали притисоци, независно дали некој таму ќе му опонира во решавањето. Тој што ќе го добие овој мандат ќе мора да ги реши проблемите со кои што се соочуваат скопјани. Пред да зборуваме за пример можните очекувани притисоци од разни интересни групи, да, се согласувам дека темата се заборава со првиот пролетен ветер во март и дека треба да трае. Меѓутоа сметам дека тука граѓаните јас можам да ги разберам, бидејќи некогаш проблемите е подобро да се, кога не ги доживуваш како твоја изричита обврска, да се тргнат на страна. За да не размислуваме, нели, обичниот граѓанин во април да размислува и чеј кога ќе дојде повторно октомври и кога ќе почне загадувањето, што ќе прави овој град. Нели, затоа има институции. Сега па институциите од друга страна, од утре, нели, вие вашата Советот градоначалникот и сите предпријатија исто така треба да се проактивни, односно да не и тие да сакаат да заборават на проблемите кога ќе дојде првиот ветер на пролет, нели? Се случува една интересна појава при вложувањето на кој ќе проба некој систем да реши некаков проблем, да воведе технологија, да воведе иновативна технологија, да донесе техничко решение, од секаде ќе се појават отпори. И тоа е нормално, тоа е познато и во науката дека при секое ново решение се појавува некој отпор. Независно дали ќе биде тоа од индустријата, па ќе се пожели за некои нови технологии што треба да ги примени, дали ќе биде од некоја мала група на граѓани која што ќе види дека нивниот мал личен интерес ќе се одземе за да се создаде голем општествен интерес, или ќе биде тоа некој поединец кој што ќе влие, дали ќе биде тоа некој мали групи. Значи, овој што ќе добие мандат на следниве избори, мора да го надмине тоа. Мора да разговара со тие групи, мора да им укаже дека поважен е големиот општествен интерес од нивните мали интереси за кои што сега се борат. Мора да увидат дека ако не ги решиме прашањата систематски, не можеме. Ќе се појават многу критики, кажувам, и индустријата ќе критикува. Нема да биде глатко во секој случај. И некои вработени ќе критикуваат, ќе мора да доаѓаат на работа и да си ја завршат својата работа вистински како што не правеле до сега. Ќе се појават и мали групи кои што ќе критикуваат, но мора да се избориме со тоа. Критиката ќе биде прифатена, ќе се дебатира на широко, на јавно, ќе се отворат сите проблеми, ќе се избере најдоброто решение за граѓаните и тоа после мора да се имплементира, не смее да се подлегне на микропритисоци, за да кажеме па ете се појави микропритисок и сега ќе си ќутиме, ќе го ставиме проблемот до тле. Тоа е она што сакав да го потенцирам, бидејќи често се делува реактивно, а не проактивно и реактивно делувајќи, не знам, не може да дозволиме социјалните медиуми да го диригираат, да диригираат политики или па не знам да го диригираат јавниот дискурс, дебатата каде ќе оди. Туку затоа постоите вие, така. Сега е толку високо дигната топката за прашањата со управување со отпад, со квалитет на воздух, со јавен превоз во Скопје, што дури ќе побараме подршка кога ќе се внесуваат овие решенија во градот. И во формирањето на решенијата, и во објаснувањето на решенијата во јавноста и во имплементација на решенијата од пошироката јавност. Сите оние што 20 години зборувале за квалитетот на воздухот, ќе треба да дојдат да го искажат својот став и да кажеме дека сме заедно за решението. И имаат прилика да влезат и да се вградат во решенијата што ќе ги правиме во градов е на сите нас. Секогаш ќе има луѓе суди, нели кои што сакаат да седат на страна и да покажуваат со прст, но да, добро е да се бараат оние кои што сакаат фактички да придонесат со нешто. Меѓутоа, една форма на отпор, бидејќи нели зборуваме за веројатно на градот му се потребни драстични решенија
драстични потези за да се справиме со одреден проблем. И тука да, може да има микропритисок од некоја локална заедница околу одредена тема, не знам, која што се навикнала да живее по тој начин и не сака да си ја наруши положбата на инертност, но може да има притисоци и од поозбилни групи, како бизнис лобија, компании и така натака. Ние не може да ветиме дека оваа промена ќе биде брза, дека ќе биде ефтина, ќе го чини градот, нити па дека ќе биде безболна. Не само на тие, и ние како поединци внатре во градот ќе треба да се смениме малце. Ќе треба да се грижиме малце повеќе за градот. Сите микронавики што сега ги забаталуваме и си наоѓаме оправдание, па и така го собираат они отпадот во еден контейнер, ќе треба да ги промениме и да почнеме од дома да селектираме отпад. Ќе треба да работиме со своите деца за кои се следните навики за урбано живење во градот во 21 век. Значи и ние како граѓани ќе имаме промена во која што ќе треба да се вградиме во градот. Сакаме да живееме во град како Токио, град како Љубљана, треба и да се однесуваме како граѓаните на Токио, на Љубљана, сите заедно своите навики да ги прилагодиме на почист, на поеколошки град. Градот ќе мора да влезе со инфраструктура, со технологија, со јавност, со транспарентност, со дигитализација, а граѓаните ќе морат да влезат со одговорно однесување. Да, но ќе зборуваме и за граѓаните, улогата на граѓаните и улогата на градот, ама свесен си дека отпор сериозен може да има и од големи компании, моќни компании, кои што ќе треба, не знам, да вложат, да се откажат од 2-3 милиони евра од својата добивка годишно, за да вложат во одредена технологија, бидејќи она вечна дилема е како е можно истиот воздух го дишиме сите и са некој свесно да го загадува, зар не го дишат истиот воздух и тој. Јас прифаќам дека има и такви луѓе кои што се однесуваат неодговорно, кои што не знам, непотребно горат мазут или кои што се греат на јавни тајни се, не знам, механичарски работилници, тоа не се големи компании, но дека маслото кое што го испуштаат при промена на масло во моторите, после го користат за загревање. А тоа се мали компании. Може големите кои што треба некој милион да одвојат, да им е полесно да платат негативна PR кампања против професор Даме Димитровски, против, не знам, други филјан луѓе кои што ќе ги одберат, за да ад хоминем нападнат, за да оцрнат, со цел да се заштитат својата комоција, односно парички. Народски кажано, да се соочите со такви подли ситуации во кои што дури не знам, може да се запрашаш вреди ли се тоа што Јас ти кажам, ние генерално во науката, во техниката сме секојдневно соочени со критика, со предизвик, така се расте во научните кругови, кога ќе слушаш критика од различни луѓе, ќе го подобруваш својот метод. Дека гледам во политиката дека методите на критика се различни, се малку поподли, се валкани, се дека некогаш се невистинити, но тука па мора да покажеме дека ние сме луѓе што сме цврсти. И затоа и бираме луѓе со интегритет. Ќе почнам од делот на урбанизмот. За градоначалник на Скопје е предложен Орце Георгиевски, кој го направи единственото конкурсно решение за Расадник 2, во кое што се спротистави на урбаната мафија и желбата, да се изнасадат таму зградички со од невидени размери, да им се стави квасец во темелите и тие да пораснат до небото, туку направи меѓународен конкурс како тоа треба да изгледа, за да имаме град по вкус на луѓето. За луѓето кои што ќе живеат таму и во околината да имаат бенефит од тоа живење. И од тоа нема се најсреќни од тоа не се најсреќни ни инвеститорите. Да. Ни сигурно нема да се најсреќни тие што ќе продаваат понатаму станови. Граѓаните ќе се среќни. Граѓаните внатре мора да бидат среќни. Сепак овој град на Скопјани, а не град на индустријата која што работи во Скопје. Тоа ме интересира да зборуваме за кичмата. Има една сакам и да ти ја пуштам од една фраза на англиски, ќе ја пуштам од Дензел Вашингтон, кој што зборува за соочување со такви предизвици. Ајде да ја пуштаме, погледнеме, сакам да ја прокоментираме, бидејќи многу е важна темата колку цврст рбет имаат луѓето кои што ќе треба да носат тешки одлуки. Ајде, режија, дајте лаптоп бој. There's a saying, when the devil ignores you, then you know you're doing something wrong. Wait a minute, I'm not done now. You know, the devil goes, oh no, leave him alone. He's my favorite. Don't you bother him. Yeah. Conversely, when the devil comes at you, maybe it's because you're trying to do something right.
и малце рап бит на крај вака да ми се допаѓа, изреката е добра. Дензел Вашингтон е умен човек и е во право се тој зборува нели when the devil, како епитом на злото, кога злобни луѓе ќе тргнат да те критикуваат и напаѓаат, значи дека правиш нешто добро. Ако те игнорираат, значи им одговара статус квото, односно им одговара твојата инертност во која што не создаваш ништо. Да, ќе мора да влеземе во борба со некакви крокодили кои што се уште си ја чуваат барата да биде матна, ќе мора да влеземе во борба со луѓето кои што заради мали комоции не сакаат да проработи некој нов систем и да се имплементира, но мислам дека сме на добар пат. Во оваа битка сме добро навлезени, мислам дека ќе понудиме добри решенија. Најголем дел од луѓето на прва ќе ги препознаат решенијата, ќе прифатат и промената ќе ја прифатат. Јавноста е свесна генерално во Македонија, така кога ќе излезе надвор од Македонија во Европа спроведува европски практики. Кога ќе се врати тука условите и налагаат дека може и малце покомотно да се однесува. Бидејќи референтниот систем е така подесен, нели на психолошко ниво. Така што ние имаме луѓе кои што знаат за европски практики, само треба да ги поттикнеме тие. Сите ние знаеме. Сите колку сме во оваа земја во моментов, не знам, 1,5 милион. Ако во овој момент се најдеме било каде во некоја земја што ја цениме дека е високо развиена, нели? Сите ќе се до еден, до последен ќе се однесуваме како да имаме долга традиција на живење во Виена, во Париз и така натака. Ама дома тоа многу чудно чувство на несакање премногу на својот дом, знае да не натера да фрлиме не смееме да мислиме дека нашиот дом завршува со влезната врата на нашата зграда или со портата на нашата капи. Нашиот дом во Скопје е целото Скопје. Во суштина Скопје не се состои само од места кои што се наши и на градот. Градот не се состои од згради и бетонирани работи. Градот се состои од просторите помеѓу зградите каде што луѓето живеат и тие се наши и тие треба да си ги чуваме како своји. И за нив не сме само да алармираме дека ете нешто се случи, туку треба да се грижиме и кога ќе влеземе во акција да бараме повеќе, да бараме подобра акција, да бараме европски прикази, да бараме некој да го одржува тој систем, што ќе се направи. Така што треба да излеземе од зоната на комфорт и како граѓани и да кажеме до дворот е моје, а тротоарот е на градот. Све е наше и за све треба и да алармираме и да се грижиме и да бараме акција. Ајде за решенија тогаш да зборуваме малце, за да слушнеме поконкретно со какви идеи влегувате сите како екипа, нели ти како капитен на тимот на советници, заедно со кандидатот за и извесен победник Орце Георгиевски, за кандидатот за градоначелник во моментов на град Скопје и градоначелник на Кисела Вода. Не знам, еве актуелности од изминативе неколку недели, палени депонии, проблеми со вардариште, воздух кој што мириса на ѓубре, теми во јавноста, загадено ли е, нели е загадено, не е загадено, само мириса или загадено е во превисоки концентрации, се криеле резултатите или се вистински. Тоа се кога е во прашање животот на човек, нели, а секој тргнува од најголемиот страф е стравот од смрт, така? И секој тргнува од таа позиција и на првиот мирис на запален отпад во Скопје, нели, се активира некој заштитен механизам. Луѓе излегуваат со маски или луѓе за викенди го напуштаат градот и така натака. Не смееме да живееме во состојба на константен страв. Не е здраво тоа едноставно, нели? И сега, освен охрабрување дека стравот е страшен за оние кои му се плашат, ние зборуваме за реални ситуации. Излегуваш од дома, корне на ѓубре и викаш мајко му стара, до кога? Кој подпалува, зошто подпалува? Ама нека поминат избориве тие лудаци, пиромани да се откажат од она што го прават. Тоа се, само кажав, дел од работите кои што се дискутираат во јавност изминативе месец-два. Од каде ќе тргнете во решавање на проблемите? Ќе почнеме од оваа природна сензорна техника. Ние во Скопје 20-30 години чувствуваме дека воздухот смрди. Скопската котлина не простува на ваквите работи. Секоја емитирана честичка во Скопската котлина останува со денови тука и ни тлее. Во еден разговор со професори веќе нас на факултет зборевме дека како што за време на земјотресот Скопје ни знаеле секој следен од стотиците земјотреси што се појавувале, со колкав интензитет е, можеле да почувствуваат, ова е 5,4 и се облажувале. Денеска скопјани кои ќе излезат са вајле од дома, околу 200 честички е денеска PM10, околу 100. Значи имаме и сензорна техника, луѓето знаат со што се соочуваат 30 години. Тоа е сериозен проблем
во кој што мора да се решава. Медицината тврди дека е сериозен проблем. Статистиката е немилосрдна, и ние мора да влеземе со систематски решенија. Не влеговме ние во ова со решенија магични или со посебни трикчиња дека ќе го решиме. Ние ако се бавиме со иновации и со техника, не понудивме тука дека со ова иновативно решение ќе го излечиме градот за една година. Бидејќи си научник, не си политички магионичар, односно човек што сака на избори да ќари гласови и после да раскажува приказни. Баравме решенија кои што на друго место се поставени, а ке нас можеме да ги прилагодиме и да ги реплицираме. Не е Скопје единствен град во светот кој што имал проблем со загадување на воздухот, нити единствен кој што се наоѓа во котлина и има ваков сет на загадувачи на воздухот. Постојат и други и мерките кои што се предложени во оваа програма се реплицирани, но прилагодени за состојбата на Скопје. Значи, зборуваме дека за индустријата ќе воведеме најстроги стандарди. Законот за индустријски емисии е веќе донесен пред неколку недели и тој предвидува со постепено прилагодување на администрацијата и индустријата да имаме 24-часовен мониторинг на секој испуст на индустријата. Тоа е решение, се согласувам. Дигитално. Да не може да манипулираат со брисевите, така. Представени, тие дигитално пренесени во Министерството на веб страната, јавно видливи, значи секоја емисија што ќе ја видиме сега тука од да знаеме што се случува. А дополнително строга инспекција да знаеме каде се поставени мерачите, редовно да ги контролираме, да не случајно се појави фаул игра во таа приказна. И ако се појави фаул игра, тоа треба да е најригорозно казано. Треба да е строго испеналено и за таа намена се примени уште 15 нови млади инспектори во Инспекторатот за животна средина кои што треба да го поминат својот пат да станат сериозни инспектори за животна средина и да можат да постапуваат во индустријата. Кога зборуваме за транспортот, во транспортот ќе водиме со пример. Ќе влеземе со зелен јавен превоз, со брз јавен превоз, сигурен, затоа што тој ќе ни овозможи понатаму и во овие алтернативни техники на транспортот да можеме да намалиме со загадување, да ги префрлиме луѓето од транспортот кон алтернативен пешачки, велосипедски и друг. Значи ќе влеземе со зелени возила. Со загадувањето. Во делот на домаќинствата, кога зборувам, во делот на домаќинствата мораме на домаќинствата кои што емитуваат чистички да им понудиме добра алтернатива пред да почнеме да контролираме што се согорува. Во моментов така речи да се промени начинот на загревање да се промени начинот на загревање. Во моментов има неколку проекти кои што нудат субвенции за вградување топлински пумпи на домаќинства кои што се греат на дрво или нафта. Бидејќи тоа сериозна ставка е реално. Такви ќе има уште повеќе. На сите домаќинства ќе им понудиме некаква алтернатива. На некои да добијат субвенција за топлинска пумпа, на некои да добијат дополнителни субвенции за енергетска ефикасност на објектот, помалку енергија да трошат. На некои следни ќе им понудиме да се приклучат на мрежата за централно грејење, па да можат да имаат грејење на природен газ без емисија на цврсти честички. Македонски шуми влезе во пилот постапка во 26-та да создаде квалитетен дрвен производ, значи суво дрво да може да им обезбеди на граѓаните за емисијата и од тие што горат дрво да биде 2-3 пати помала за истиот простор. Бидејќи дрво што 2-3 години е сушено емитува 3-40% помалку тоа треба и да подобро стигне барем една или полусезона да биде исушено со 20% влажност да им овозможи на луѓе во квалитетно грејење. Во оние статистики што се појавуваат во светот за колку луѓе трпат последици од загаден воздух, вика во светот тоа се 7 милиони луѓе на годишно ниво трпат последици од загаден воздух. Поважниот дел од статистиката е дека скоро 3 милиони од нив се луѓето кои што се во просторијата во која што е ќумбето. Значи ние и на тие луѓе треба да им помогнеме и ќе им дадеме можност за субвенција за квалитетни еко-лейбл печки кои што ќе овозможат големо искористување на енергијата на дрвото. Се појави и кампањата на владата која сака да поддржи вградување на филтри во домаќинствата и филтри во сите јавни установи. Градот Скопје во 4 години ќе проба на сите јавни установи да направи емисијата на цврсти честички 0. Така што ќе води со пример во делот на емисиите од тоа значи треба се скинат сите потрошачи ако се уште ги има кои што не де боже на мазут се греат или мислам дека на мазут нема, но се на нафта. Некои се надвор од градот се на цврсти горива, но и тие влијаат во сите овие градски општини во околината. За градежништвото ќе поведеме сериозна постапка затоа што емисиите од градежништвото се таму сериозни. Треба да се води градежништво како во Европа, без емисии, со прскање, со оградени објекти, нема потреба прашината градежна да влегува во градот. Анализирајќи ги сите позитивни примери од светот, кој е твојот заклучок и како човек и како научник? Каде ја уткаме ние работата до сега? Бидејќи кога ќе прочиташ дека Пекинг за не знам колку беше за 7-10 години го намалил за 50% загадување или можеби и за повеќе. Викаш јас не сум бил во Пекинг, можеби сум бил.
нели го замислувам како град кој што е сериозно оптоварен на секој начин, меѓутоа функционира и ако тој град успева да намали емисија на честички драстично не во 100 години, туку во 5, 7, 10 години, значи нешто си викаш добро, што уткаме ние? Немаме ли пари? Мислам дека не е само до парите. За овие прашања од кои што ни зависат животите на нас, на нашите деца, нема штедење. Ако ние заштедиме 2-3 живота, 10 живота, 100 живота годишно, еден да заштедиме живот годишно, парите ќе се добро вложени. Дури и брутално математички да анализираме, ќе се заштедат пари за онколошко лекување с краја, нели, на луѓе. Мораме да штедиме на нашите деца се тие животи. Мораме да ги штедиме. Мислам дека во делот на одговорност, на контрола, на заедничка акција фалиме. Значи ние свест и контрола. Сакаме да предвидиме дека и стрништа палење ќе снема, дека овие палења разни што се случуваат што им сметаат на граѓаните, не смее да се појават веќе, па тоа е нашиот воздух. За да се запали некаков си кабел или за да се заштеди на заорување на некоја нива од 100 евра, ние ќе зачадиме, ќе направиме шумски пожар, ќе направиме пожар на некое ѓубриште околу или депонија, не смее тоа да се случи. Секој контейнер денес е мини депонија, нели, често се тие и запалени. Ако зборуваме еве за отпадите, на пример, знаете, не ги палат каблите само жители на кои што се во близина на некоја депонија. Туку каблите ги палат и газди на отпад, кој што после тој бакар го продаваат со маржа од 500%. Значи, и свест, но и контрола. И инфраструктура. Ние мора да понудиме и добра инфраструктура. Управо сте дека сега секој контейнерско место во градов е мини депонија, ама тоа потекнуваат повеќе аспекти. Прво, нема доволен број на контейнери поставено. Второ, нема ред како се собираат, а треба да се постави ред. Кога се собира, колку често се собира. Сега е тоа многу едноставно да се знае кој контейнер кога ќе се собира и важно е да почнеме да двоиме, да направиме контейнери во различни бои. Да знаеме кој е контейнер. Примерна селекција да им дадеме на луѓето можност. Повеќето луѓе се домаќини селектираат и се така истревожени затоа што целиот отпад на крај стигнува во еден ист контейнер, оди во една иста депонија. Треба да им понудиме можност селектираното да оди за рециклација, за добивање на материјали за енергија или за нови суровини, а делот што не може да се и селектира во домовите, да оди на секундарна селекција, по од него да се добива некакво си секундарно гориво, тоа што ќе остане на крај да влезе во една современа депонија или современ центар за управување со отпад, кој што ќе има и депониско тло, во кое што без влијание на почвата, на околните реки, на воздухот, ќе се депонира она што не можело да се искористи од отпадот. Тоа ли се тие регионални депонии што ги зборува и планира владата, таква ли современа технологија ли ќе треба да користи? Идејата е баш таква, дека тие треба да бидат пресликани депонии како што се градат во Европа. Значи тоа се центар за управување со отпад кој што се состои од секундарна селекција, добивање на материјали за реупотреба, рециклажа и слично, добивање на секундарно гориво за енергија, вадење на биогас од биоотпадот, добивање биоđубриво кое што се враќа назад на земјоделците, на цвеќарите во паркови зеленило или каде ќе оди, целосно заптивен систем така што депониското тело нема контакт со почвата, нема контакт со околните води, не може да загади, нема емисии, редовно се сервисира, се покрива, биогасот се вади за да не може да настане некаква експлозија, се користи за добивање електрична енергија, топлина за околните места или за процесот внатре, се вадат и други материјали, таму се вадат овие метали и слично кои што понатаму се враќаат. Од овој градежен шут што сега се појавува низ Скопје. Сега ќе се навратам уште еднаш, ќе кажам дали сме ние сигурни дека кога дома реновираме, знаеме каде оди отпадот од нашите од градежните активности. Не, камиончето каде ќе го однесе не знаеме. Не прашуваме полесно, ние можеме. Сакаме да не знаеме. Да бидеме честни, така, сакаме да не знаеме. Ама треба да знаеме и треба да сме честни да му кажеме дека треба да го однесе на место кај што тој може да се рециклира, да се здроби, да стане нова суровинска база за некаков тампон за некакви патеки за шетање, улици или да се однесе на депонирање. Така што има тука што треба да постави градот како систем и тој мора да е и во регионалните депонии поставен квалитетно на европски начин, така што сме сигурни дека нема влијание врз животната средина. Луѓето кои што живеат во околината да знаат дека живеат до индустријски центар во кој што се мониторира квалитетот на воздухот, се мониторира 24/7 квалитетот на околните води, брзо се постапува, има системи противпожарни за гасење, има видеонадзор, оградени, значи вистинска индустријска зона, а не ѓубришта како што ги гледаме сега низ Македонија. Луѓето во околината треба да знаат дека ќе добијат бенефитот од постапувањето со отпадот. И на крај на денот, ако сега некоја идеја плюс вака да дадам јас, како што Трамп најави зид према Мексико, ние
со еден зид од 4 метра да ги оградиме тие депонии, за не може нели да не се случи не е вис мајор ако некој дојде и истори бензин и запали депонија. И да се забрани дрон да лета врз депонија. Ова не е наивно што го зборувам, има причина зашто го зборувам. Значи системот мора да постави превентивни мерки за заштита. Ќе ги постави сите превентивни мерки, а потоа ќе постави инфраструктура за брза реакција на што и да се случи, на која е да е несреќата. Но превентивните мерки така се поставува систем. Има стандард, има постапки и превенција од случување на средни несреќи, на следни несреќи во овие центри. Професоре, ти си експерт за намалување на емисија на штетни честички во воздухот, така? Кога ќе ги видиш оние мапи на Европа, например, кај што има просечна концентрација, просечно загадување во текот на годината, и како Западна Европа е зелена, како се на кај Балканот, како Балканот да е најневралгичната точка кога е во прашање загадувањето. Не може да е се до географијата, така? Ќе дадам едно малечко објаснување дека дела и до планинскиот дел, но тоа Не е само викам не, тоа не е малиот викам дел не. од приказната. Урбанизмот тука па не помага. Но во Полска исто така не е планински дел, а и таа е исто така црна, затоа што најголем дел од енергијата е прави од јаглен. И во Ерменија најголем дел од енергијата доаѓа од цврсти горива и тие се позагадени од нас. Значи секаде кај што користиме цврсти горива, генерално се појавува за неквалитетни процеси на согорување, неквалитетни горива. Ке нас поуште кажуваме оваа географијата во Македонија е планинска, ние во котлините воздухот ни стои подолго време и се појавува проблем со воздухот. Мора тоа да го решаваме на автентични начини, да најдеме кои се добрите решенија и да ги решиме во корен. Не мора да ги решиме со отпосле постапки. Да им овозможиме на луѓето без маски да шетаат во својот град. Сега Светската здравствена организација е цврста во своите мерки. Таа вика дека само 4 градови во Европа задоволуваат квалитет на воздух по нејзини стандарди. Ама ние како Скопје треба да се стремиме да бидеме петиот. Така е апсолутно. Иако имаме многу неповолна приказка околу нас, географија, мора да се стремиме кон петиот, да видиме до каде ќе стигнеме. Мораме да ги вложиме сите сили и напори во тоа. Кога зборувам да речеме за оние мапи, знаат да се појават доста мапи во делот на транспортот, каде имало загадување од транспортот, тоа вообичаено со азотни оксиди се детектира. Каде имало високо температурно согорување, се транспорт и индустрија, и како полека го снемува. И ние треба да се вложиме за високосогорувачки транспорт од мотори со внатрешно согорување, да го снемува од центарот на градот, да воведеме зелен јавен превоз, да воведеме брз јавен превоз, да им дадеме посебна лента на овие зелени текови на јавен превоз, на зелено такси, на зелени дистрибутери, да им дадеме посебна лента во која што тие ако не загадуваат, ќе добијат привилегиран превоз, ќе добијат привилегирана улица. На граѓаните да им обезбедиме превоз во кој што можат да се потпрат. Знам дека ќе стигне за 5 минути и дека за 13 минути ќе ме однесе на таа станица. Тоа само да кажам дека е преамбициозно ова ми делува кога живееме во град во кој што автобусот кој што нели по возниот ред треба да дојде за 2 до 5 минути, доаѓа за 45 ако воопшто дојде. Не, ние мора да најдеме соодветно решение. Она БРТ решение кое што беше понудено е добра основа. Треба вистински стручњаци да го доработат до потребите на Скопје и да стане решение кое што нема да биде една линија на потегот исток-запад, туку ќе биде мрежа од линии исток-запад, север-југ, можеби и кружна линија во следна фаза која што ќе направи мрежа како во Виена, да речем, каде што секој автобус или секој овој БРТ автобус кој што е поголем, кој што е чист, ќе добие посебна лента за движење, да добие семафорна раскрсница во која што кога тој ќе се приближи ќе добие предност, да биде интегриран превозот со центарот за управување на сообраќај во градот Скопје и да биде интегриран, што е уште поважно, со Safe City. Затоа што ние исто така, како што си зборевме претходно, патиме малку дека граѓаните знаат да влезат во жолтата лента и да мислат дека е за нив. Па знаат и да пуштат 4 жмигавци, да кажат еве само да купам нека почека автобусот. 100 мини паркинзи има низ Скопје такви. Сега ние мора да прифатиме дека голем дел од гужвата и заради тоа настанува, но така мора да обезбедиме посебна лента и мора Safe City да обезбеди дека во таа лента ќе влегуваат само возилата кои што се за јавен превоз, евентуално чисто зелено такси кои што смее да се движи низ тоа. Да им дадеме привилегија на луѓето што се движат во јавниот превоз да имаат брз јавен превоз, така и повеќе од нас ќе влезат во јавниот превоз почесто. Да палиш автомобил и да почесто ќе влегуваат. Да мислиш каде ќе паркираш, да мислиш
каде треба да останеш, дали ќе подзастанам тука, јавниот превоз тоа ќе го прави побрзо. Што ќе е потешко, ова да се имплементира или да се промени навиката? Ајбе на 4 ќе оставам само за 2 минути да прашам нешто или да извадам пари од банкомат или да купам нешто од продавничка или од аптека. Например, имаме таква точка Зегин Партизанска Еврофарм така. Тука фиксно има паркирани коли, но ајде Партизанска е порастеретена малку во 3 ленти тука, тоа и не е толков суштински проблем. Но пред Нова Македонија, нели кај што се образовани и други министерства, таму има некој невидлив паркинг, професоре, а се 2 ленти. Невидлив паркинг и невидлив пешачки. Тука нонстоп имаш пешаци, нонстоп имаш коли на 4 оставени. Наместо 2 ленти имаш една, не на горелема собирна сообраќајница Гологанов и од старт имаш проблем. Преведено на јазикот на науката, коригираме доколку грешам, но тоа значи поголеми емисии, тргни, застани, коли загадуваш. Што ќе е потешко да се изведе? Инфраструктурното подобрување и логистика и вложување од страна на град или промена на навиките? Или па тие два процеси ќе одат паралелно? Не само тоа, јас кога се возиме со велосипед низ град, кога пробуваме да фатиме некоја пократка тура до работа или слично, че на велосипедските патеки, особено овие што не поврзуваат до Партизанска, ќе видиме дека тие се во суштина претворени во паркинг места за 4 жмигавци. Само да испијам кафе, само да уплатам, да, само има да и излезам. кафичи такви кои што баш престишиме на гостите тука до масата да си ја паркираат колата. Мора со јавниот превоз, со овој интегриран јавен превоз да им овозможиме и алтернативен превоз на граѓаните. Овие велосипедските патеки мора да станат интегрирани. Не може да бидат тие црта, точка, зид, прекин. Тие мора да бидат континуирани една во друга, да бидат обезбедени и издвоени од овој автомобилски или автобуски транспорт, да можат луѓето комотно и безбедно да се движат. По тие велосипедски патеки и нашите деца ќе возат. Значи, тие мора да се целосно издвоени, безбедни и поврзани, да поврзуваат целосна јавна инфраструктура. Може ли овие со тротинетите да им дајте правила точно кај да се движат и со која брзина, бидејќи имам чувство дека мислат дека се невидливи некогаш? Прашањето со безбедноста на сообраќајот се од исклучително значење на градот Скопје. Во градот Скопје се случуваат голем број несреќи. Градот има улога тука, нели? Само кажам, градот има улога, инфраструктура, значи во сообраќајната несреќа таа може да настане или заради инфраструктурата, или заради возилото, или заради човекот. Инфраструктурата сепак тука ја поставува градот и мора да ја постави добро. Ние не смееме да си дозволиме да губиме повторно животи заради лоша инфраструктура или заради немање свесност. Градот ќе постави целосна програма која што се вика 0 деца жртви од сообраќајот во Скопје до 2050. Стратегија и визија со која што ќе им овозможиме на децата безбеден премин од дома до јавниот простор во кој што уживаат, дали е тоа градинка, училиште, библиотека, културен настан, мора безбедноста во сообраќајот да ја подигнеме. Па најголем број протести ни се случуваат заради загинати деца на Партизанска и таму инфраструктурата останува иста. Ние обвинуваме некој што е направил несреќата, но мора инфраструктурата да ја прилагодиме за да не може да се случи несреќата. Ова добро звучи теоретски. Може ли практично да ми го нацрташ, еве народски кажано, со некаков пример? Бидејќи да, има на Партизанска трагична сообраќајна несреќа, гине млада девојка, после 2 дена пак некој со тотално отсуство на било каква самосвест и жал, јуриша тука со 100 на сат. Јас ти кажам дека во тој дел да Партизанска е исклучително лошо, исклучително штетно постапува и за луѓето кои што ја преминуваат и за луѓето кои што живеат околу неа со овие мотоцикливи кои што навечер во 1, во 2 тука така нешто не ги оставаат луѓето да спијат, туку ќе им дозволат по 1 сат, 2 помеѓу 3 и 5 да подзаспијат малце, во другото време во летото се главни моторџиите на Партизанска кои што се несовесни. Тука сефтити претпоставувам треба да примерот во суштина е во добра инфраструктура. Ќе ти кажам дека такви решенија постојат во светот. Значи преминот од овој тротоар до тротоарот во училиштето мора да биде целосно безбеден премин. Тој да биде во суштина оној легнат полицаец. Кога ќе поминуваат возилата да мора да поминат полека. Како што има на Народен фронт. Ако е дупла линија не се поштува, мора да се стават столпчиња на средина за да не може да се претекнува тука. Мора осветлувањето на овие пешачки премини да биде интензивно и силно, бидејќи децата одат во училиште и после 6 и после 7 навечер се уште излегуваат од таму. Мора да биде флуоресцентно. Значи целиот овој процес е добро разработен од овие инженери кои што се бават со сообраќај, кои што го разбираат проблемот и можат да ни понудат решенија за секоја точка во градот. Народски кажано се е измислено, само треба да има волја некој да го спроведе. Треба да сакаме да вложиме и тука повторно ќе кажем, колку пари да вложиме во ова. Нема штета ако еден живот детски спасиме, нема доволно пари што може да ги вложиме во таква инфраструктура за безбеден град. Супер звучи, стварно едва чекам да
верувам секој човек едва и чека ова да почне да функционира. Особено после овие минати тешки и чудни 4 години, кога е во прашање градот Скопје. Ако можеме да кажем, добро, доволно време посветивме на загадување на воздух, јавен превоз, тоа се во 21 век, 2025 година, главните проблеми на Скопје. Се надевам за 4 години нема воопшто да се спомнуваат овие теми, односно само ќе се ажурира докаде сме со имплементација на новите системи. Но покрај загадувањето на воздухот, покрај јавниот превоз, нели жителите на главниот град имаат и други потреби, како и сите жители на Македонија, имено. Колку Советот ќе има прилика да ги анимира младите по било кој основ? Културни и забавни активности, за да не биде дека главен спонзор на младите е визер кој што може да ги однесе некаде далеко од тука. Така е. Скопје не е град кој што е сега населен, па допрва треба да создава културна сцена. Скопје имал порано и добра културна сцена, имал и фестивалска сцена, знаеме за добриот джез фестивал, знаеме за Скопскиот фестивал кој што правил хитови на кои што уште се радуваме. Имал добар ноќен живот, кој што јас го паметам во 90-тите, можеби. Дури алтернативна дигресија, се сеќаваш на Лузер фест и таквите други алтернативни рок-сцени, рок-фест, да. Здраво млади во МКЦ, Лица без маски фестивал. Значи, исклучително богата сцена знаел да има Скопје, кога станува збор за мод, за алтернативен театар, за сите елементи, знаел да има добра, но таа пополека се запушта. Се запушта затоа што ние не им дозволуваме на младите да им создадеме една плодна почва, да можат се што ќе насадат тие како идеја да израсне или да изгасне, да можат повторно да насадат, да им овозможиме да садат нивна култура тука. Ние треба да им отвориме поле и за добар ноќен живот, да им овозможиме места кај што безбедно ќе може да се забавуваат, сепак се тие млади и сакаат добар ноќен живот и треба да има различен ноќен живот, да им понудиме и локални квалитетни настани, да им понудиме и можност светски имиња да дојдат во Скопје. Не мора за сите светски имиња ние секогаш да отпатуваме на друго место. Можеби ќе дојде некој од околниве градови во Скопје да слуша светска звезда. Треба да се стремиме да е така. Но треба да ги отвориме галериите, музеите, јавните установи, да им дадеме на младите простор да вежбаат, на рок-бендовите да им ги отвориме местните заедници, да влезат таму и да го користат, тој простор е сепак за нив. Патем видов една снимка пред некој ден дека ти си во точно во една таква атмосфера, свириш гитара со некој бенд. И јас со мои другари од време на време сакаме да си посветиме време на уметноста која што ни се допаѓа. Супер. Значи walk the walk, talk the talk. Така е. Така, да. И мораме да им дадеме на владиме место каде што ќе живеат. Културниот живот беше нешто што ги спојува младите од целиот свет. Ние се надеваме дека и други млади, дел заради културниот живот, дел заради друга добра понуда од околината ќе дојдат. Секогаш најпаметните од помалите градови доаѓаат во поголемиот град. Не мора тоа да е само од Македонија, можеби од околината ќе привлечеме паметни млади да го продолжат својот живот во Скопје. Бијќи одливот на музици не е само поради квалитетот на образованието. Еве на машински имате како јас гледам, супер квалитетно образование. Студенти кои што одат на пракса, одите на меѓународни надпревари, се трудите да имплементирате најнови методи, пракси, технологии, нели, во рамки на можностите и ван можностите, со лично залагање на поединци од таму. Јас сум, нели, сведок за... Ние не треба да се вадиме како универзитет дека треба да се подобриме. Но младите заминуваат и поради недостатокот на понуда и во сите други сегменти, нели? Не е само образованието во прашање, туку начинот на живот и како ќе ги помине најдобрите години од најдобрите години, нели? Најбезгрижните години во својот живот. Дали во град во кој што нема после 12 сат кај да одиш, или во град во кој што и има полни континери, или во град во кој што може да правиш што сакаш и кога сакаш. Зошто ние доаѓаме од провинција во Скопје? Јас зошто од Охрид сум дошол во Скопје? Океј, не сум можел архитектура во Охрид да студирам, но од друга страна сум сакал да имам повеќе можности, да имам да бирам кино во кое што ќе одам, а не на времето пред 20 години, 25 во Охрид имаше кино од среда до сабота и знаеш кои филми го чекаш и така. Тоа пред DVD, а ми видеа дојдат. Но да можам да бирам што ќе тренирам. Кој спорт сакам јас? Или моите деца утре ден? Не знам, ако сакам да учам француски, да учам, а не да немам школа за француски јазик. Се разбира. Треба да им понудиме на младите повеќе и во делот на студирањето. И што кажуваш ти, не одат секогаш младите надвор само заради квалитетот на студиите, некогаш одат заради тоа што градот им се допаѓа. Сепак градови кај што нашите млади одат, Љубљана, Виена, Торино, Милано, се градови кои што нудат култура. Така е. Се градови кои што нудат добри студентски домови. Квалитетот на сместувањето е кога ќе влезеш во студентски човек, во студентски дом се чувствуваш како човек, не се чувствуваш како граѓанин од трет ред.
Тоа мораме да им го обезбедиме на младите, но мораме да им дадеме и можност за да ги применат своите знаења, да направиме еден дигитален град во кој што нивните идеи и знаења младите денеска се храбри. Се похрабри од младите во изминатите генерации. Тие сакаат да донесат одлука, сакаат да пресечат веднаш. Имаат знаење, имаат вештина, некогаш ќе им треба и повеќе искуство, но сакаат да носат одлуки. Треба да им овозможиме добра база на инкубатори со кои што нивните идеи ќе пораснат во бизниси, да ги умрежиме со европските инкубатори. Сакаме да го формираме Скопскиот иновацијски центар кој што ќе им овозможи нивните идеи да се оплодат тука. Можеби дел од нив да примениме и во решенијата за загадување на градот, за намалување на отпадот, за некои од други идеи кои што тие ќе ги за развој на бизниси и слично. Мораме да им понудиме вмрежено Скопје дигитално со новиот технолошки парк кој што ќе се гради, со универзитетите во Европа, со сајмите на иновации во светот. Скопје треба да стане центар на Балканот, ако сме добри, за делот на оплодување на младечки бизнис. И така ќе ги задржиме младите, дури би било добро да поканиме млади од околината да дојдат своите идеи да ги оплодуваат тука во нашево Скопје. И со сет на други мерки од страна на владата, на пример, во однос на, не знам, персонални даноци, олеснување, ослободување, нели? Се што можеме да направиме за да им понудиме на младите дека иднината е тука, во Македонија, во Скопје, и овде да создаваат тука дополнителна вредност да создаваат и за нив и за градот, треба да им биде понудено и да им се даде. Меѓу другото и добра показна вежба ќе е за инфраструктурната подкрепа, логистичка поддршка од градот, да кога ќе дојдат на Камени мост, не се сооча со атмосфера да има некој урлање и звук на тарабука и да гледаш во Вардар некои самоформирани острови, бидејќи некој кога нешто копал, трупал земја, сега има некаква трева, па некоја полураспадната галија, онака како во некој дистописки филм сцена во центарот на град и Вардар која што онака жал да те фати што реката мора да трпи на својот пат. И добра показна вежба би било, знам дека кандидатот Орце Георгиевски најави дека за скоро време со багери ќе се влезе во Вардар и ќе се исчисти сето тоа. Мора ред да се постави. Изборуваме уште еднаш дека мора овој систем кој што не функционира да го направиме со нов, да поставиме темели на нов систем кој што функционира. Ние се изборувавме сега за многу проекти, за многу идеи, но од друга страна значајно е кој ќе ги реализира. Мора да се прави со луѓе, најдеме луѓе што се честни, што се искусни во струката. Второ, да поставиме систем во Советот кој што е отворен, транспарентен, во кој што се знае секој денар каде се троши. Рековте радикално честно и радикално одговорно. На секој денар на граѓаните мора да му се посвети должното внимание, да се прикаже каде е потрошен. Ние зборуваме и за проектот за green tagging на буџетот на градот Скопје во следна фаза, што ќе значи дека секој проект ќе биде означен колку е еколошки, кон која еколошка акција оди и ќе можеме да собереме или да собираме уште повеќе европски, светски фондовски средства за да влезат во Скопје по делот на зелени инвестиции. Да пробаме да зборуваме за механизми на blended financing. Да влеземе заедно со индустријата во некои потези, значи да собереме уште средства. Градот не може со овие малку средства што ги собира да понуди секаква услуга. Мора да најде начини. Купчето пари е толкаво, но мора да најде начини да ги земеме европските пари, да ги земеме светските фондовски пари, да се здружиме со другите јавни средства кои што постојат, да вложиме што е можно повеќе пари во добра инфраструктура за граѓаните. Амбициозно, ама познавајќи тебе, познавајќи Горце, не мислам дека е преамбициозно и секое големо патување почнува со првиот чекор, така. Уште еднаш, пред крај, што правиме кога, што би рекол Дензел Вашингтон, оние кои што сакаат, им одговара статус-квото и инертноста, позицијата, ќе тргнат поваса, ќе тргнат. Мислам дека многу е лесно прашањето. На секоја критика ние мора да одговориме со повеќе работа. На секој отпор што ќе се појави, ние мора да одговориме со повеќе посветеност, со труд. Сме влегле сега во оваа борба и кога веќе сме влегле, мора да го дадеме најдоброто од себе во секоја битка во која што влегуваме. Значи свесни сте со овие очекувања, сте подготвени. Ние не ветуваме дека ќе извадиме магични стапчиња и сега ќе се случат веднаш чуда. Ветуваме дека ќе работиме многу, ветуваме дека ќе бидеме транспарентни и јавни, ќе побараме поддршка од јавноста за секоја акција. Ќе побараме јавноста да дојде во Советот да зборува
за своите проблеми, да даде подршка уште при дефинирањето на проблемите. Заедно да ги креираме, заедно да ги имплементираме. Јавно, транспарентно, со целата сила што ја поседува градот, со целата енергија на младите, со целата енергија на луѓето кои што размислуваат на Скопје од 21. век. Ние сепак не можеме да очекуваме дека некој друг ќе дојде и ќе ни го даде градот што го бараме. Ќе каже, еве, сакавте таков, да еве повелете. Да го изрентаме на германците. Ние мораме сами да си го изградиме нашиот град. Германците и јапонците, мораме така. секој од нас да влезе во овој град и да каже ова е градот кој што го сакам. Како што викаме ова е влезот што го сакам, ова е оградата на терасата која што јас ја правам, ова е бојата во дневната соба. Истото ќе го направиме и за градот. Ќе се вложиме целосно, ќе очекуваме јавноста целосно да се вложи, затоа што правиме град за нашите деца. Кога ќе водите со пример, lead by example, како што би рекле нашите стратешки партнери, тоа верувам дека ќе е многу лесно да тогаш се емитира таа енергија која што ќе ги привлече сите други, ќе им ја подигне и свеста и желбата да активно учествуваат во креирање на сопствениот живот. Благодарам на одвоеното време, сето ова што го зборувавме вечерва, едва и чекам да почне да профункционира и конечно да заличиме на нормален град, на вистина на град на 21. век, а не на град кој што има сериозен проблем да обезбеди редове на автобуси, чисти континери. Ви благодарам уште еднаш на поканата и ќе очекувам уште повеќе да се дружиме после 20 Апсолутно. октомври, за да правиме дополнителен притисок, дополнителни акции и дополнително да шириме од акциите кои што се случуваат во градот. Професор Дамје Димитровски, со среќа, со лесно на 19 октомври и се гледаме бргу после 19 октомври. Ви благодарам. Фала ви вас што останате со нас до самиот крај. Како што ви ветив дека ќе поучно и интересно, знам дека на крај имавме и деливери на тие ветувања. Немам што да додадам на оно што го кажа професорот, имам да ви го кажам оно што ви го кажувам секоја вечер до следното гледање. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте сопствени заклучоци, бидејќи го можете тоа. Добра ноќ, Македонија, главата горе.